член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас свикувам 31-та седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи на ден 31.7.2023 година. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од 29-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 35.2023 година, и усвојување на записникот од 30-та итна седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 9.6.2023 година. Записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно е усвоен. На дневен ред ги предлагам следните точки. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за кварталот 1.1.2023 до 30.6.2023 година. Точка 2. Предлог одлука за усвојување на измене и дополнување на буџетот на општина Могила за 2023 година. Точка 3. Предлог одлука за дообезбедување на средства за реализација на проектот за реконструкција на објект во местна заедница во Центар за ран детски развој и пензионерски клуб во населено место Добрушево. Точка 4. Предлог одлука за кофинансирање средства во програмата за општо корисна работа за 2023-2024 година од страна на општина Могила. Точка број 5. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување во Основно училиште Гоце Делчев, село Могила за 2024. Точка 6. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за 2024 година. Точка 7. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на Основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци. Точка 8. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените за 2023 година, Пелалинк Битола. И точка 9. Разгледување на барања. Дали некој бара измени и дополнување на дневниот ред? Повелете. Советнички прашања. И ако може, таа да биде 9-та, за после ќе се исклучат камерите за да биде цела седница заедно, па после да се исклучат за барањата. Советнички прашања ќе има наредна седница, доколку има прашања можете да ги поставите писмено, ако сакате да ви бидат одговорени писмено, ако не на наредната седница, бидејќи имаме состаноци јас и градоначалникот. Дали некој друг бара измени дополнување на дневниот ред? Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоен. Една минута пауза само. Добро, најпрво ставам предлог за измена на редоследот на точките во дневниот ред. Прва точка да биде точка број 8, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на пресметување на платите на вработените за 2023 година во Пелалинк Битола. Кој е за? Предлогот едногласно е усвоен. Точка број 8, повелете, директора. Добар ден, почитувани советници, почитуван градоначалник. Дојде времето за се изработи платната листа за вработените, за идните вработени во предпријатието и утврдување на вредноста на бодот. Правилникот за плата е изработен врз основа на планот за работа за 2023 година. Висината на платите е дадена во тој правилник за работа за 2023 година, планот за работа. Имам мала измена тука за платите на возачите. Од консултација со возачи кои што работат во јавни предпријатија и приватни предпријатија, предвидената плата беше реално ниска и со промената на минималната плата, во согласно со градоначалниците, добив одобрение платата на возачите да се зголеми на 23.000 денари. Беше 20.000 денари. Меѓутоа, бидејќи дојде до промена на минималната плата, се договоривме, дадена е согласност, платата на возачите да биде 23.000 денари. Останатите плати кои што се предвидени во правилникот за плата се
истите кои што се предвидени во планот за работа за предпријатието за 2023 година. Врз основа на бројот на бодови кои што се задолжителни и предвидените плати, утврдена е висината на бодот. Висината на бодот изнесува 50,5 денари за сите вработени. Максималната вредност на бодот кој што може да биде утврдена на ниво на држава е 81,6 денари. Значи висината на бодот во предпријатијата, јавните предпријатија може да биде еднаква или пониска од утврдената висина на бод на ниво на држава. Барањето за одлуката помината е на управен одбор, на надзорен одбор и доставена до трите совети за одобрување на вредноста на бодот. Тоа е во однос на бодот што можам да кажам. Сакам да ви ја представам моменталната ситуација со предпријатието. Значи, објавен е оглас за вработување на возачи во саботата на 29.7. Огласот трае 15 дена. По закон за превоз, во предпријатието треба да има минимум возачи колку што има број возила во предпријатието. Значи, во предпријатието има 11 возила и потребни се 11 возачи. На почетокот, при стартот на работата со предпријатието, бевме договорени да превземам дел од возачите што ќе бидат вработени во Могила и во Новаци, да бидат превземени и од вработените возачи што се во општините. Со тоа, истите возачи кои што возат во општините, а се вработени за превоз на ученици, ќе си продолжат да се возат за превоз за ученици на територијата на општините. Платата, реков дека ќе биде нешто повисока во однос на таа што ја земаат во општините. Во моментот имам побарување објавен оглас за 9 возачи на едно работно место, возач на автобус, 9 извршители. Огласот трае 15 дена. Значи, отворено да кажам дека заинтересирани возачи нема многу, како во вашата општина, така и во другите општини, нема многу. Можам да ви кажам дека од разговор со возачите, со шоферите што возат на ова подрачје овде на Пелагонискиот регион, приватните фирми кои што возат во склоп на испорака достава на јаглен во рек, им плаќаат многу високи плати на вработените, до 1000 евра од платата на вработените возачи, така да вистина има возење цел ден. Имат возење можеби 12 часа на ден, меѓутоа затоа па платата е, да речем, 3 пати повисока отколку во што е предвидено во јавното предпријатие. Не сум сигурен дека ќе најдеме доволно број на возачи да ги покриеме сите возни линии што се предвидени со планот за работа. Треба да пробаме, па да видиме, нека заврши огласот, ќе видиме бројот на вработени колкав ќе биде. После тоа ќе треба да одлучиме на кој начин, ако има доволен број на заинтересирани возачи, ќе го спроведиме планот кој што е предвиден за оваа година, ако нема, ќе видиме, ќе го редуцираме планот и ќе видиме кои се приоритетни линии кои треба да се возат. Нормално на територијата на општина Могила, на општина Новаци мора да се возат тие линии. Останува да се намали бројот на возни линии што ќе бидат во Битола, додека да обезбедиме доволен број на возачи кои што ќе возат сите линии. Сега се наоѓаме да се разговара со градоначалникот, имаме една мала дилема тука, за да се возат меѓуопштинските линии Битола, Долно Чарлие, Битола, Скочевир, потребно е да се извади лиценца за возилата од Министерството за транспорт и врски. Значи, разговаравме со градоначалникот и се уште се двоумиме дали возачите што се во вашата општина сега да ги преземиме, па со тие возачи да бараме извод од лиценца, односно извод од лиценца од Министерството за транспорт и врски, или да причекаме да видиме како ќе помине огласот, колку ќе имаме заинтересирани кандидати, и тогаш да ги превземиме возачите. Ова е, да речам, пионерски чекор, вршиме испитување на пазарот, испитување на заинтересираноста. Значи се работи за превоз на патници на територијата на вашата општина, на територијата на другите две општини.
додека не поминат сите процедури, не можеме да видиме на што сме и докај каков ќе биде резултатот од јавниот оглас и понатамошното работење на предпријатието. Значи, уште еднаш да повторам, доколку ги превземеме вашите шофери, можеме уште одма да дајме од следната недела барање до Министерството за транспорт и врски да ни доделат лиценца за возна линија и возен ред за меѓуопштински превоз. Толку е од мене. Доколку има некој прашање, слободно прашајте, ќе ми поможите со вашите прашања да ги решиме дилемите што ги имаме во моментот. Повелете. Ве слушав сега, значи 23.000 е многу ниска плата, за да ќе најдете шофери, тоа не иди во предвид, значи во предвид не иди, и треба да најдете шофери, стварно што се шофери, а не некој од улица отиќе возат деца. Значи, платата би требало најминимална тука да биде 1,5, значи од минималната, ако е минималната 22, за 10.000 поќе. Значи, тоа е најниско што ќе може и дали ќе најдете со таа плата, не знам. Друго, ме интересира 11 возила, рековте 11 шофери. Така? Доколку двајца се случи или еден дода на боледување, ќе ви треба и одмори. Значи, еден шофер треба да имате стално плюс. Значи, 11 луѓе, ги пуштите на одмор по 1 месец, 11 месеци. И тој што ќе си го земи 12-тиот. Значи, стално шоферот што е вишок ќе биде во функција. Ако не се лажам, значи, ви треба шофер плюс. Што ќе правите? Бидете двајца денес, возиме ние сите 11, ти одиш на болување. Релацијата? Еве, добро, затоа ти две прашања имаш тука, двете ти се од мене, не знам друго. Значи, вака сега, шоферите кои што возат во вашата општина, што во моментот ја обавува дејноста превоз на учениците, земат таа плата што е определена од страна на општината. Ама не е таа статница? Така? Истата статница. Значи, тоа се поврзува и со второто прашање. Можам да ви кажам дека шоферите што возат на општина, на територијата на општина Новац и на општина Могила, барем по две линии, се предвидени да возат само за време на школската година. Од септември до декември, распустот што е, од јануари до јуни. Останатиот период што е јуни, јули и август се слободни и за време на зимскиот распуст се слободни. Правев план, значи во тој период кога, значи такви шофери имаме двајца во Могила и тројца ќе имаме во Новаци. Според планот, замислата на планот, размислував дека тие шофери што ќе бидат тука ќе надополнат во тој период кога ќе имат потреба другите да земат одмор и некако да се надоврзи тоа. Реално ако речеме, еве за превозот што е на територијата на општина Скопје, пример, ако барат 250 возила, ти имат 500 шофери, оглас за 500 шофери. Значи ти имат шофери прва смена и втора смена, имат уште плюс резерва околу 10 или 15 шофери кои што надополнуваат останатиот дел. Наше е да почнеме прво да видиме како ќе функционираме и да видиме како ќе се јават, каков одговор ќе имаме на јавниот оглас. Значи, ништо не е дефинитивно, ништо не е решено додека не помине јавниот оглас да видиме што ќе добиеме. Ние можеме да побараме и 15 шофери, меѓутоа, ако се јават само 5, тогаш џабе ни тоа што дали сме побарале 9 или сме побарале 15 шофери. За платата ви кажав дека предвидена беше да биде, кога беше 18 и нешто платата, предвидов да земат плюс 2000 и нешто денари шоферите, сега е 20.175, се договоривме да биде 23.000 денари. Значи, можеме да речеме да биде платата и 30 и 40.000 денари, меѓутоа тие пари треба да ги обезбеди општината. Првично да пробаме сега да видиме како ќе биде одговорот на јавниот оглас. Доколку нема одговор на јавниот оглас, нормално трошоци се повторно објавување на оглас, меѓутоа повторно ќе треба да се собериме, да предложиме една минимална, не минималната плата, туку просечна плата за шоферите, која што мислиме дека можеме да му исплатиме шоферите, меѓутоа треба да се обезбеди од буџетот на општините. Значи, Министерството за образование и наука одделува одредени средства за покривање на превозот. Меѓутоа, тие средства не се доволни за ние да можеме да му дадеме комоција на вработените да земат 30 или 40.000 денари. И јас немам ништо против да земат и 30 и 40.000 денари. Меѓутоа, дали сме способни, дали имаме доволно средства да ги исплатиме тие пари.
Да прашам уште, дали редовната линија ќе биде 12 месеци или та ќе биде колку школските? Линијата Битола до да. Значи да, тие се предвидени да работат 12, да бидат 12 месеци. А останатите линии се за време на, мислам, на територијата на општина Могила и на општина Новац, и останатите линии само се за време на школската година. И затоа во тој период кога тие шофери нема да ги возат тие линии, ќе можеме да надајме можност да користат и тие одмор, и тие шофери да користат одмор, и тие да ги заменат останатите шофери кои ќе ги возат овие две линии. А да видиме на територијата на Битола имаме и комбе што е со рампа за лица со попреченост, значи таа линија ќе мора да тој превоз мора да биде во текот на целата година, така што ќе имаме линии што ќе се возат и во текот на целата година и само во текот на школската година. Па, по моје треба да го почекаме првен да видите огласот како ќе заврши и ако треба да закажеме хитна седница, да видиме и тогаш да решиме нешто. Вака, не знам како да ти решиме. Да, по планот за работа на предпријатието ги превзема возилата. Мислам, така беше договорот направен, возилата со возачите да се превземат од општините во предпријатието. Тие ќе бидат ќе бидат доделени на предпријатието, меѓутоа ќе биде повторна собственост на општините. Во случај, крајен случај да нема услови да функционира предпријатието, планот е возилата да се вратат од кај што се земени. Значи, возилата што се од вашата општина се дојдат во вашата општина, останатите возила од другите општини се припаднат на тие општини. Шоферите и возилата ќе се вратат во општината. Ќе стои негде таква одлука? Таква одлука за возилата има. Значи, одлука за возилата, за доделување на возилата од општините према предпријатието донесена, мислам дека во првата половина на 2020 година. Тогаш е донесена одлуката. Можете да ја побарате или можете да се побарате да достават одлуката, а за возачите, значи нема донесена таква одлука. Ако има потреба, ќе донесеме таква одлука, односно ќе се донесе таква одлука, меѓутоа малце треба од правен аспект да се разгледа тоа, бидејќи кога ќе се превземат шоферите, за превземање на шофери се дава барање до Министерството за информатичко општество. Министерството за информатичко општество треба да даде согласност за превземање на тие шофери и после нивната согласност веќе настапува нашиот дел со документацијата за превземање на шофери. Сега со нив вие може да се донесете интерно на седница на совет дека во случај нешто да не види како што треба, шоферите ќе се вратат во општината, да работат во општината. Правилно не знам тоа како треба се провери. Значи одлука на седница на совет може да се донеси, меѓутоа правници треба да се видат таа работа како, бидејќи не сум сигурен дали нивните работни места се укинуваат во систематизацијата на општината. Сега бидејќи и после пензионирањето и после напуштањето на стојат. Стојат или се укинуваат? Стојат. Ако стои, значи не е никаков проблем да се вратат. Утеднаш верувам дека правници треба да се проверат таа работа. Го проверивме. Добро. Значи ќе се донесете интерна одлука на совет, односно одлука на совет дека како што возилата ќе се вратат во сопственост на предпријатијата, во најцар во неисполнување на работата, не продолжување на работата на предпријатието, тогаш ќе се вратите возачите како вработени во општините, во склоп на општината. Значи за сега само за возилата имаме одлука, за возачите не. Систематизација не се затвора место. Нема да се затвори местото, да. Ама шоферот ќе замени од тука, предпријатието, тоа ако пропадне, предпријатието, шоферите се случуваат дома, за да се вработат во општина пак треба оглас. Значи може да се одат шоферите дома, ние немаме возила, шоферите ќе ги спуштиме во технолошки висок и ќе го затвориме работното место. Значи ако не одат во Пелалинг, ние немаме возила, веќе се отстапени од 2020, како што ви кажа, значи требаше да биде запознаени дека
возилата од 2020 се остапени. Не се вчера остапени. Значи, ние немаме возила, немаме потреба од тој кадар. Возилата не се отстапени. Има одлука да се остави кога ќе почне да работи предпријатието. Поред, значи, одлуката е донесена. Ако почне да работи во предпријатието, ние ќе немаме потреба од тој кадар. Затоа, согласно можностите, ние сме основачи на предпријатието, ги отстапуваме возилата и шоферите. И ќе си донесеме одлука дека доколку не профункционира, треба да се врати. Нема да ги гледаме личните интереси, треба општествените да ги гледаме. Ако сме викале 30 години дека немаме превоз, еве можност да имаме превоз. И ќе имаме превоз. На едниот или на другиот начин. Значи, подадена е рака да се донесе одлука, шоферите заедно со возилата да одат во пелалинка. Доколку, не дај Боже, не профункционира, се враќаат назад. Иначе има механизам, постепно од стапката на возилата, доколку сакаме да влеаме црното сценарио или да не речам да бараме влакно во јајцата и друга ситуација може да се јавно да кажеме. Затоа треба да имаме заедничка соработка, оти има методи, прилики, неприлики за реализирање на оно што некој би го посакал да го направи. Од досегашното искуство и консултациите со Министерството за информатичка општество за нови вработувања треба да се објави оглас, а додека за трансфер на работници од едно јавно предпријатие во друго јавно предпријатие, тогаш не треба да се објави оглас, треба само согласност од Министерството да се даде. Значи, тие барат, целта на Министерството е да се намали јавната администрација. Во случајот ние немаме зголемување на јавната администрација и вработени во јавна администрација и даватели на услуги во јавна администрација, туку имаме само трансферирање на еден работник од едно работно место на друго работно место, со тоа што не се зголема бројот на јавната администрација. Во тој случај нема потреба од ново објавување на оглас, туку превземање. Се прави договор за превземање од едно предпријатие во друго предпријатие или од општина во друго предпријатие. Значи нема објавување на оглас. Нема потреба од објавување на оглас. Оглас се објавува за ново вработени, а за тие што се веќе вработени само превземање има. Со согласност од Министерството за запазување на тие нивоата на стручност, работни места и така натаму. Исто сме основачи на предпријатието за комунална хигиена, значи може и таму да се отстапи. Значи ова се прави ситуација нешто да профункционира и сите онам кои што на позиција да работат да се продолжат да работат. Дали имаме други прашања? Ако нема, ви благодарам. Точката е ставаме на гласање. Кој е за? 1, 2, колку сме? 7. 7 гласа за, против, воздржан 3. Благодарам. Ви благодарам и вас. Имајте пријатен ден. Останатите точки беа разгледани од Комисијата за финанси и истите се предлагаат за гласање на денешната седница. Точка број 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за кварталот 1.1.2023 до 30.6.2023 година. Дали има прашања? Точката е ставам на гласање. Кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 3. Точка број 2. Предлог одлука за усвојување на измени и дополнување на буџетот на општина Могила за 2023 година. Дали има прашања? Повелете. Сакам да разјасните што ќе се дополнува и што ќе се изменува. Зашто се потребни пари и од каде? Значи, од која точка, за каде? Повелете. Значи, имаме намалување кај комунални услуги, грејање, комуникација и транспорт на таа ставка на 421. Ако видите и имаме и материјали и ситен инвентар. Тук во тој дел имаме намалување, имаме зголемување кај капитални расходи, кои што ни беа потребни за градинката, што треба да платиме, градоначалникот
ќе ви објасни за која намена. Како исто така имаме зголемување и кај платите на администрација и граначалник, знаете со новите измени на законите, платите се покачија и тука имаме зголемување. Имаме зголемување во социјалните трансфери, самите гледате дека имаме голем број на барања за социјална помош. Тие се зголемувањата, намалувањата во глобала е тоа. Благодарам. Дали имаме друго прашање? Уште за колку средства се работи вкупно? Врши математика без нешто. Пресмете, Одговор во живо, значи за колку средства се работи? Целокупно, значи.